почитувани делегати на Собранието на Фудбалската федерација на Македонија, почитувани представници на УЕФА и ФИФА, драги пријатели и соработници, представници на медиумите. Свесни сме дека актуелната здравствена криза и ширењето на пандемијата на COVID-19 предизвика нешто што никогаш не е видено во историјата на фудбалот и спортот воопшто. Загрижени сме за здравјето на фудбалерите, навивачите, фудбалските работници и сите кои се поврзани со нашата игра. Ова е ситуација кој што никој не може да ја предвиди, но со неја мора заеднички да се носиме. Пристапот не е максимално одговорен, но ни малку едноставен. Затоа, од се срце ви благодарам што заеднички минуваме низ овој тежок период, свесни дека во оваа криза само со извонредно координирани напори можеме да си помогнеме и да се обидеме да ја оправиме клучната фудбалска вредност, а тоа се надпреварувањата. Без единство и без солидарност никој нема да може да излезе од оваа ситуација, знаејќи дека сите сме меѓусебно зависни едни од други. За жал, дојде време во кое мораме да гледаме и што јадеме и што пиеме, како и со кои се дружиме. Пандемијата не бира, не напаѓа сите, може дури да се најде и на копачките. Откажувањата или одложувањата на надпреварите секогаш се најнепопуларната мерка, но во нашата ситуација друга можност немаше. Не сме единствени, сите национални сојузи во Македонија постапија исто, а тоа се случи и во многу европски држави. Со таа разлика, што прекина првенството за ФФМ беше последното можно решение, откако ниту една алтернатива не овозможи да се заврши календарот за надпреварувачката сезона во Македонската фудбалска лига. Од идната сезона, првата лига ќе брои 12 клубови. Сметаме дека со враќањето на два големи фудбалски центри, Битола со Пелистер и Струмица со Беласица, во секое коло ќе имаме дерби надпревар. А се надевам дека и младите фудбалери добро ќе се развиваат. Ме радува позитивната атмосфера од односот ФФМ клубови. Фудбалската федерација на Македонија секоја ќе биде сервис на клубовите и целосна поддршка кога се во прашање фудбалските работи. Но мораме да ги почитуваме пред се правилата за лиценцирање и критериумите за стадионите. Искрено се надевам дека македонскиот клубски фудбал со поддршка од ФФМ само ќе се доближува до европските стандарди. Посакуваме многу среќа и успех во европските купови кои следуваат. ФФМ е спортски лидер во нашата држава. Почитувана и транспарентна организација која се грижи за фудбалот и помага во сите општински фудбалски сојузи. Инвестирањето во тоа семејство за нас е клучно и заедно со управниот одбор ќе продолжиме да се бориме за тоа. И ќе се повторувам ако кажам дека ФФМ како институција не може само да го носи товарот за целосно обновување на фудбалската инфраструктура. Ние зависиме и од општините и од државата, но ова е време кое бара ФФ да вложува во стадионите, а тоа речиси без исклучок генерира поголеми средства во фудбалот и прави клубовите да бидат поуспешни. Новата трибина на стадионот во Чаир ќе биде готова за помалку од 2 месеца. Интензивно се градат трибините во Охрид и Битола. Конечно, со чиста сметка и завршен терен и рефлектори излегуваме од прилеп. Заедно со ФИФА започнуваме нови активности на тренинг центарот Петар Милошевски. Таму поставуваме нови рефлектори и вештачки подлоги на двата терени. Заедно со УЕФА ќе ја градиме западната трибина на стадионот во Штип, која ќе биде дел од проектот за изградба на репрезентативен стадион со категоризација за надпревари од највисок ранг. Како еден од нашите најголеми фудбалски центри, Штип заслужува таков стадион. Започнуваме со активности со целосна реконструкција на теренот во Велес,
и теренот во Тетовско Джепчиште, а подршка и финансиска помош за инфраструктурни проекти ќе добијат и други стадиони и терени во државата. За мене е важно да разбереме дека иднината на македонскиот фудбал не е во рацете на поединец, па ниту само во Фудбалската федерација на Македонија. Таа е во рацете на сите нас. Повеќе од 40.000 луѓе кои секојдневно работат и тренираат и бараат начин да го подигнат нивото на македонскиот фудбал. Како човек кој долго време работи во фудбал во Македонија, до минатата година мислев дека доволно и добро ги познавам и собликавалните, и стадионите, и канцеларите, и внатре, и однадвор, но и луѓето. Почитувам правила и закони и сметав дека така се однесуваат и другите. Последно тие кои долги години извршувале одговорни функции. За се друго, одговорноста е на државните институции и судските органи. И се разбира на оној кој работел спротивно на законите. ФФВ финансиски работи стабилно. Во еден период бевме драматично ставени до зид. Но не дозволивме националните тимови и академиите да почувствуваат дека нешто недостасува. Посебно што во изминатата година ја исплативме најголемата премија во историјата на македонскиот фудбал и ги наградивме фудбалерите и стручниот штаб за обезбедената можност да играме на Европското првенство, тоа што го посакуваме сите ние. Немајте сомнеш дека како никогаш досега сме подготвени и финансиски и на било кој друг начин да помагаме уште повеќе по проекти кои имаат за цел да го развиват фудбалот во Македонија. И се разбира, и јас и сите околу мене сме подготвени да соработуваме со институциите на системот, било да е извршна или судска власт, доколку тоа се бара од нас по дела за кои сме пријавиле сомнение. На крајот би сакал да бидеме оптимисти. Европското првенство е остварување на сонот. Јас сум убеден дека македонскиот национален тим ќе биде во најдобро издание на плей-оф надпреварите од Лига на нации и ќе уживаме во моментите на радост. За сите други, аргументирајте. Сеедно дали сте про или против. Секој вистински и честен коментар ќе пробуди интерес не само во одредена организација, туку интерес за јавна расправа. А тоа значи дека некој мора да се подобри. Ние со подршка од УЕФА и ФИФА ја продолжуваме нашата стратегија за подобра фудбалска иднина. Ви посакувам многу здравје и успех. Ви благодарам.